Почитувани гледачи на телевизија Телма и драги љубители на спортот, добре дојдовте. Ова е новото издание на Ферплей. Денеска сум посебно радосна затоа што мотивацијата и инспирацијата ќе ги исцрпиме од еден човек кој што со златни букви е испишан не само во македонскиот спорт, туку и на меѓународната, односно на светската спортска сцена. Тој е еден од најуспешните спортисти кои Македонија ги има, затоа што до ден денес е најмладиот борач кој што го држи ваквиот рекорд, кој успеал да го освои златниот олимписки медал. Станува збор за еден човек кој што има и посебна харизма и секогаш е расположен искрено и вистински да зборува за тоа како да се стане успешен спортист. Останете заедно со нас. Тој е познатата кобра на татамите, немилосрден борач, секогаш подготвен само и единствено за победа. А надвор од арената секогаш е расположен за добра шега, забава и смеа. Ова е човекот кој напише историја во македонското, но и светското борење. Се уште е најмладиот борач кој успеа да го освои олимпиското злато, а тој тоа го стори на само 19 години. За тоа како се станува најдобар, непобедлив и како денес гледа на успесите 38 години подоцна. Во Ферплей со Јана дознаваме од олимпискиот шампион Шабан Трстена. Да, ова е човекот чии што успеси на Олимпијада засега се уште ниту еден македонски спортист не ги надмина, но затоа тој останува да биде инспирација и мотивација. Иако сега не се надпреварува, ќе се уверите дека се уште е во добра форма. Задоволство ми е и чест ми е да му посакам добре дојде во Ферплей на господинот Шабан Трстена. Господин Трстена, повелете. Добре ми дојдовте. Во Ферплей за прв пат сте ми гостин и се радувам. Се еден голем спортски поздрав за ова новата идеја, новата емисија. Свака ви чест. Верувам дека ќе се чувствувате добро кај нас во Телма, сте добре дојден. Вие сте пријател на некој начин на Телма. Така, Овде честопати сте зборувале за кариерата, но сега еве се надевам ќе имаме добри теми на разговор. Реков дека сте се уште во добра форма. Спортувате уште? Па сега за себе сега, Јана. За своето здравје. Треба за здравјето сега губам некако време, специјално неколку минути, саат, часови за моето здравје. Да. Добро, тука вклучуваме одење, планинарење, така? Да, така, да. Друго, возите велосипед? Идам, да, и со точак идам по 50 км вака. Да, навистина? Да, се уште добра кондицијата. И фала Богу, сега добар сум. Да. Така и да остане посакувам. Има една интересна анекдота, вие сам ми ја кажавте. Сакате електричен тротинет, меѓутоа кога отидовте да го купите, сепак се предомисливте. Кажете ми зошто? Како го памте ова, ја да, го кажав, го памтам, интересно. Стварно е така, одличен. Ова пред 5 години ја сакав да купив, ама слушав многу од другари, од пријатели, од еви и преко телевизија, вести дека го изгазат судари, вака прави и откажав. Од такви пропаганди откажав. Ама пред еден месец дена баш за тоа отидав специјално да го купам ова. И отидав специјално, значи отидав у Софија. Да. И да се прошетаме и да идеме да го купиме од третонет. Верувај, таму мислењето ми го променив. Знаеш зашто? Зошто? Зашто може овој третонет ќе ме прави мене дембел. Зашто сега за малце некој работи треба со третонет да идеш. А вака ќе идам пешки. Да. И затоа одлучив да не купам сега за сега, да не купам од третонет, зашто може да ме прави дембел. Има едно нешто кое што е вистина дека вие кога бевте млад го правевте, сте го правеле. Значи дома честопати не знаеле дека вие тренирате ноќно време. Како тоа го правевте? Прво вака, како не ви беше страв во сред ноќ треба да излезете
при тоа да, ајде така да речеме, да избегате од дома и додите да трчате неколку километри. Како тоа го правевте? Еве, за да не дознаат родителите? Виде, стварно тоа е истина и историја. Како што многу пати сум рекол, во една сиромашна фамилија, Добро. многу деца, и сега не ми беше доволно со еден тренинг сат и пол, и имав многу толку воля и енергија, и замисли сега тренирав 2 ночна. 2 по полноќ. 2 сат по ночна. Да. добро. Тоа време во Светан Димова улица, сега не можете и ово време да пројдеш од гужва, од коли ова. Тоа моето време од 10 и пол беше празно, немаше многу. Ама набланав на еден мој заменик на тренерот, Джелја Зечири, он ме пратеше со точак. Значи, возеше велосипед, а вие трчавте покрај него. Да, он возиш, зашто јас беше една улица кај моментално кај мојата спортска сала што ја води тоа името, тоа улица, тоа беше кратко трчање круг, имаше еден другиот уште поголема, тоа е 6 километар една страна вака. Да, 6 километар комплет. Значи јас сум трчав 3 круги. 3 такви круги? 3 такви кругови. Тоа се 18 километар. Секој вечерас. Секоја вечер. Секој вечерас сум трчал со како што нормално се трча, ама све сам со овој човекот што реков ја. И после тоа трчав спринтови. Дополнително спринтови. Да, спринтови по 200 метар трчав. Немаше коли тогаш многу тоа време, разбереш, да. Слободно беше. И после тоа кога идав дома, и дома работев с лекови за струна, за стомак, за ово. Им пречевте дома? Им пречевте дома? Не, ние спиевме во една мала соба со браќа, спиевме, зашто немавме ние луксус. Но они ве толерираа вие да си правите, си вежбате? Далеко моја мајка, Бог да го прости, спиеше со другите деца тама, другата соба. И тука ове две браќа помали што се, тие не сметали вака. Види, Јана, тоа е истина. Види се да ви кажам ова. Така сум станал јас. Не е едноставно да се стане олимписки шампион. Затоа јас станам викам, човекот е спортист што сака да постигне, не е доволно само 3 пати недела тренинг. Треба екстра. Треба и екстра, сам доброволец треба сам. И јас сум го направил многу, цел живот сум го направил сам. Цел живот сум го направил сам. Сакав да бидам најдобар од сите, и од моите колеги, и од моите противници, ама со работа, не само со... Мора работа. И тоа сум го успел јас. Сега, кога имавме и припреми, замисли сега, футинг. Да го праша сега ове нова генерација што е футинг, не знаат. Футинг е живот на еден спортист. Не само спортисти, за сите кои станува у 6:30. Тие ние имавме футинг у 7. Ама ја стално пола сат порано од сите, трчав пола сат, го направив тоа мојата, што стално го правив, после заеднички трчав пак. Значи дополнителна работа. Футингот не е сат и по 2. Футингот е кратко, 45 минути, само да бидеш здравје, да бидеш способна, да бидеш спреман за 10,5 сат кога ги имаш. Има уште една работа која ми звучи интересно, пред малку ја дознав од вас. Вие велите, јас, Јана, пред борби многу ретко се загревав. И многу често се борев без да претходи на борбата загревање. Зошто? Тоа беше ваша одлука? Стварно, слушај, пред да одговорам, една голема комплимент ќе ти дадам, Јана. Ти си единствена жена што си вака секој детални спортски елементи или спортисти што ги знаеш сите во нашата држава, па и надвор. Единствена жена што си ги знаеш секој детал, секој спортист, име и презиме. И кој и што е, свака држава за ова. Видиш се, ја кажував одма го зема ова сега пред тебе, јавност го кажа. Тоа е истина, тоа е истина. Животот 20 години сум тренирал само за 3 држави.
кои се тие? Од таму имавте Руси- најсилни противници. Да, добро. Руси, бугари и турчини. За тие другите, да ги не спомнам Не сега. беревте гајле? Абе, не сум размил ни една секунда. Аха. Ни италијанци, ни германци, англичани, кои се Нив тие. без проблем си ги Абе, победува. ништо, не, замисли, не сум размислил. Опште да размислиш што Добро. ќе правам со ова. Не бе, не. Само за овие тројца. Против во нив моравте Европа. да имате стратегија. Не, сум стренил само за овие тројца. добро. Значи, колку сум далеко од овие. Значи, сум бил супер, значи супер. Затоа не е случајно, јас сум 8 пати медалист на Европско првенство. Така е. 5 пати, 6 сум бил на финале. Со нив сте немале И проблем. Што сега ова вашето прашање? Јас сум единствен спортист, можам да кажам, во светот. Свано треба да се загрее спортистот пред времето По правило. да видиш Така. телото ова. Ама јас не сум имал тоа. Не. Зашто јас сум имал загревање у моја глава. Што значи тоа? И што Образложете ми. мојата глава, кога јас имав со светски асови, Така. ние немавме YouTube, немавме да гледаме снимки каде е јак, каде е слаб нашата противници. И вие како И проценувавте? јас го проценував тој борачот, Во моментот. кога се бореше со други борачи, Аха. и тоа јас анализирав кај е спреман, кај е слаб. И сега, затоа сега не сакав ја никако да губам загревање, да ме биде моето тело пред време или пола сат. Дури не смеле ни овие да ме зборуват. Аха, моравте мир сам да бидете. Све моја во вашето. концентрација сум имал у глава. Јас и кога спиев со тие борачи. Аха. Како да нападам, како да На тоа ви одбранам, зашто размислуваше се глава. зборува со светски асови. Се зборува за олимписки, за многу големи спортисти. И сега, јас го имав тоа, мојата, не е ова нешто секрет, мојата чувство беше у моето тело, у моето спортско дух. Да. И никогаш, без обзир тие биле многу и држава стоеле тие, никогаш не се знаеле кој ќе биде победник. Точно е така. Вие го слушавте Чублигане што рече, која беше Така е. сега тамо у Америка, у Атланта. Се уште ве помнат. Сите се радувале зашто не сум јас у 52 килограми. Аха, за да може да ви избегнат. Зашто јас 96-та се борев на 57 кила. И сите асови се радувале, фала Бога, Трстена Нема да треба против вас. И затоа стана и бугарите олимписки победни. Благодарение на ова. На ова, зашто сум ја. И тоа сакам да кажам дека моето, ове 20 години за Европа, реков, светот малце повише, тука влегуваат јапанци, иранци, кореанците, тие уште 4 дојдат тука. Значи, јас ове 20 години со 7 најголеми светски асови сум имал проблем. И тоа е сега да не реков тоа, овие не треба да губи, затоа треба да бидеш многу спреман. Да. Многу спреман. Кога ти идеш на вага, сите се плашат, слушај, дај Боже да не го имам, јас, мене, Шабан, ова, разбира. Јас тоа не сум го имал. Сум влезел као шампион. Кој дојде? Кој дојде, да. Зашто сум бил спреман. Зошто еве во моментов, например, вие не работите како тренер? Секогаш ми е тоа чудно. Зашто еве вака да предпоставиме? Ако едно дете дома рече, мамо и тато, јас сакам да тренирам борење. Секој родител ќе помисли, моето дете треба да учи од најдобриот. Од најдобро, така. Но вие еве не работите како тренер. Вие не сте сакале да работите како тренер, не сте имале прилика. Која е причината? Све контра. Ајде, кажете ми. Штета, јас сум кажал оддавна ова, сите ме прашуваат. Единствениот спортист, како што реков дека најголем сум со медали, не со популаритет, единствениот спортист во оваа држава што не сум имал ни една функција.
Добро. Ниеден. Но функција добро е друго. За политички функции. Не, во спортот. Во спортот, во да. спортот зборувам. Ни представител, ни директор, ни тренер, ни селектор, единствен. Слушај, Зошто? Ана, тоа е Зошто? стварно прошло многу години, 20 години. Ја не сум изгубил. Овие сами изгубили. Сите ме прашуваат кај е Трстена. Јас не можам да се борам со власт. Ја не можам да се борам. Не сум спортист, политички спортист. Не сум предлагал ни една партиски. Јас припадам на цела нација. И сега знаме, вчера го видовме сите спортисти. Секој спортист е врзан со политика. Вие не го сакате И тоа? тоа не го правив јас. Јас сум бил тренер во Германија, Италија, било каде сум бил, сум имал многу резултати. Кога јас ги тренирав тука, и тука исто, имаше публика пуно, цела сала. Ама моја дисциплина. Дисциплина. Да. И штета, викам, штета, жал ми е, ние сме една нација, многу таленти. Ама без дисциплина Не може. не може да идете дале. Ја предвчера бев тамо во фудбалска федерација на фудбала. Се чудев. Да дека не се чудев, ја знав и порано. Нема дете што не носи со кола. Со разни коли. Да. Со Имаат разни- услови. Да, имаат услови, добри Имаат секако. услови, има тоа, знаеш ли, тоа е превише луксус. Превише луксус. Све уредо, не мора да се вратиме како моите услови што сум имал. Така е. Ама и не треба превише. Треба маце да застанеш, каже, чекај сине, ние имаме ова, ама ти треба да донесеш на нас. Тренира 10-15 години. Еве имаме многу случаи. Шампион на Македонија. Голема работа. Ти треба да имаш сон да излегуваш од Македонија. Не е само Македонија, цел свет. Има Балканјада, има Медитерански. Еве зборуваме вака, Јана. Нека Ајде, гледа зборуваме смутало. отворено, така е. Колку пари дава државата за спортот? 15 милиони. Тие се пари на народот. Така е. Пари на народот. Некој од под ти дава 15 милиони ги дава за спортисти да дигат, да имат резултати, да го дигат и нација и државата. Сега на Медитерански игри 120 македонски спортисти. Да. Што направиле, молим те, аде, Да. нека одговорат. Единство Дејан што освоил. Не сакам да ги ставам русите. Македонски спортисти зборувам. Да, македонски спортисти. така. Единство еден медал донесе Дејан. Да. Бронзов медал. Аде да прашуваме сега, еве, сите ние тука, кај идат тие пари? Што прават со тие пари? Зошто не тренираат доволно добро? Сега Да. уште ние се радуваме со рекордер на Македонија. Вие како велите, не е важно само да се учествува, треба да се победи, нели? Не, Се уште верувате во таа пропаганда теза? беше пред Да. 100 години беше. Важно не е битно да учествува, Да се победи. Да учествуваш, не е битно да победиш, него тоа Не е пред 100 така. години. И сега ние 31 години уште вака, види, јас сум против. Со вакви работи, ја не сум против некој, аде на првиот пат, вториот, ама 15 години исто тема, исто пат, никако да идеш подалеко. Значи мора да се подобриме, нели? Извините, да па промениме. тоа треба, види сега. Ја реков, ја не сум во тој дел. Ама да сум ја на тој дел, ја ќе променив. Како? Камен веќе ми Како? променам. Ќе Како? променам све тоа мојата глава што имав. Да. Како ја дојдав тамо, и јас ќе направам... По вашите да, стапки, да. вашите, да. Ние немавме спортски сали, бе, Јана. Да. Немавме. Кај имавме? Трениравте надвор? Не, трениравме надвор. Сарај не беше спортска сала, во ресторант. У Кршево немаше спортска сала, у ресторант доле, у подрум. У Отешово исто немавме спортска сала. Кај трениравме? У ресторант, Ресторанска сала и скали, да. И Кочани исто така, Радовеш. Ние тука ги направивме припреми. Не бевме ние надвор, луксус кај има ова. Цела припреме, цело успе се стигнале во ова малата држава. И сега имат, бе, Јана, колку пати треба да... Има, секој село има спортска сала.
Секој град сега има. И сега треба, тие салите треба да ги користат. Кога бев тренер јас у Германија, тие германците ми дојделе сам. Те молам да не бидеш наш тренер. Јас се чудав. Како си поминавте таму? Како, што се случуваше таму? Имавте добро искуство или? Не, сами сакале од втора лига да влегуваат. Викав, добро, види сега. Идите дома, размислите. Ако ја прифатам со ове истове, јас тука сум за све. Не вашата програма, не вашата програма, не вашата дисциплина. Ќе бидете по моја дисциплина. Се ределе сите таму. Бораче, ово, ме представиле кој сум јас. Овде е моја дисциплина. 2 сати, сат и пол, 2 сати по моја команда сте. Нема тука да зборуваш, нема тука да губиш, губат во времето користате многу. Ти сат и пол сега, тоа сат и пол, 20 минути ќе зборуваш, бегаш, ово, тоа знаеш ли, ти значи ни 40 минути. Фокус, вие баравте фокус, концентрација. И го ставив врата отворен, на мене го ставив, отворен. Кој не може ова дисциплина да издржи, еве врата надвор. Почнуваат да каснат првите денови. И кога каснеле по 10 минути, по 5 минути казна. Казна? Секој, да ви кажам, казна. Ако казна 5 минути без загревање, 50 слекови. 50 слекови? Без загревање, одмah. И ако касне 10, има разни елементи. Со вежбање сум ги казнам. Разбираш, со елементи, да. Има качување, ова, разбираш ли? Зашто без загревање, ова, да. Верувај, после недела дена, ни еден не каснува. Ни еден не каснеше, добро. И ова е дисциплина што сум имал јас. Знаеш ли? И сега кај нас каде? Дури не е тренинг. Не е тренинг. Дури не сага да ида на такмичење. Златен олимписки Оскар, да не заборавиме. Вие одлучивте пред неколку години да го доделите. Мене ме интересира како реагираат тие луѓе и како се чувствуваат, бидејќи вие сте одлучиле да им се заблагодарите на нив. Дали им е убаво, дали имаат почит кон вас и кон оваа манифестација, како сето тоа изгледа, што вие мислите за? Виде, не е случајно што сум го направил ова, Јане. Не само за тие што се големи тренери, големи луѓе што направиле многу за сите спортисти, разбираш ли, и за новинари, и за спортски работници, ова доктор, тие, зашто види сега, истина, сам не може да стигнеш никогаш. Друго е колективен, ама индивидуален е друго. Истина дека јас го решам сам во Мегдан. Ама пред Мегданот заеднички со селекторот Насев, со мој тренер Ајрус покойниот, докторот, тука ние бевме го стигнавме овој голем резултати. И сега не само поради ове, него и за другите да знаат како треба да ги респектираш со тие луѓе, да ги цените. Да, за тоа што викаш ти ова, не за гордост, така да и плачат. Плачат, солзи вика. Ова е благодарни. Најголемо, разбираш ли? Сега ја го правам на две ствари. И другите како треба да ги ценат вашите луѓе што бил, без обзир дали си направил нешто големо или мало, важно тие се. Биле дел. За тоа го правам јас ова, еве вече 6-та година. Сега види вчера како заврши ова. Знам колку телефони, знам колку СМС, вибре, Господ, не може да стигнав, разбираш ли? Зашто е стварно мотивација. Мотивација и почит, оддавање на вистински начин. Да, на вистини. Сите тие луѓе, видиш ли, ова е вече 6-та година. Не сакам да ја завршиме емисијата само без да го споменеме вашето популарно салто. Тоа исто е нешто што никој пат нема да го заборавиме. Можете до ден денес салто да направите? Или готово веќе? Завршите? И Томе, режисерот што го направи филмот. Ама, види,
ме барал, викам, молим те, пробав да тренирам, да вежбам, многу е тешко. Други се овие години. Добро, Многу е тешко, тогаш да ви бевте млад. кажам, да. Сега, види, годините го правят своите. Сега, покушував, свано покушував, вежбав малце, ама тоа е многу тешко ми беше. Замисли сега, е тешко да се направи, замисли да се повредам. Или да паднам нешто ложва, ова, викам, подобро. Да не правиме поголеми проблеми. Тоа е символ. Символ е, навистина е Свано символ. е символ, многу. Тогаш, не знам, само Господ ми Тогаш кажа бевте да под адреналин? Да, од тогаш и среќа? многу спортисти почнува да прават после салто. Многу од тогаш. Пошто тоа салто беше 3 години беше во спортска Југославија го даваше. Да, постојано Постојано го даваше. Тоа стварно беше голема радост, Јана. Сега тамо немавме ние фамилија, мојата публика, разбираш ли? Да, но тогаш добивте почит од толку многу луѓе во таа сала, иако вие бевте сам против сите на некој начин. Да, и најмлад сум бил ово, да. И тоа е не може да се забора. Стварно, ова сите еве кој има многу случаи кога идам на пат, се случува, разбира се, запознаваме ово. Одма познаваме, ти си оној кој што победи. Памтат многу, да. Да. И дај Боже да имаме ние сега стално вака некои победници вака. Се надевам. Јас многу ви благодарам. Еве јас не можам салто да направам, но можам секој пат и со задоволство да ве пречекам и да зборуваме за убави теми, затоа што верувам во тоа дека вие сте вистинска инспирација и мотивација за сите нас, најмногу за спортистите. Бидете ми жив, здрав и да се гледаме за убави нешта. Фала многу и уште еднаш свака ви част телевизија Телма. Заедно сега со вас ќе биде мотивација уште повише, зашто биде ова. Фрер плей, ова е најдобро, нема. Ова е символ на спортистот. Така. Фрер плей. Ние многу со Бугари, со Руси, со ова, многу борби сме направили. И денеска сме пријатели. До ден денес пријатели. И денеска сме пријатели. Ви благодарам. Благодарам на вас, Јана. Да. Ова беше господинот Шабан Трстена, кажав и на стартот, секогаш задоволство со него да се зборува. Времето ни е кратко, но затоа верувам во иднина ќе имаме уште многу други прилики. Завршуваме со тоа мото за ферплей кој како такво го одбравме. Не заборавајте секогаш и секаде во животот да го почитувате. Се гледаме следната недела во 16:15.